Побаравме до петок, сега до вчера, да бидеме повикани во Скопје, дали во Министерство за земјоделие, дали во влада. И ние лично не бевме поканети, али јас отидов таму како застапник и имаше таму, мислам, сите флекот тие што беа на списокот, останавме 5 души, на крајот бевме и ние примени. И добро е што се одржа таа средба, за тоа што ние најавивме да имаме генерални протести во цела Македонија, али они го испочитуваат тоа. Вчера бевме таму на средбата и јас последен флеков, али прв постави прашање. И тоа се прашањата, тие се познати. Му кажа, господин министре, со кои винари ти и со кои лозари ја формира оваа цена? Само со винариите си ја формира оваа цена или со лозарите? Али излезе дека министерот си ја формирал само цената со винарите, 13 динара со 15. И му викам, еве има 10-12 винари тука. Дај, нека станат, нека кажат. По која шеќерност, еве цената сте договориле меѓу вас. Таа виќе прифаната, чим сте договориле вие. Дај, кажете по која шеќерност ќе се откупува гројдето Вранец, по која шеќерност Смедеревка. Затоа што ние бараме, му викам, Вранецот да се откупува со шеќерност 18,05 за 20 динара. И Смедеревката од 16 малигани шеќерност да се откупува 18 динари. Али винариите, само две винари, мислам, две винари не демонтира, него се кажа нивните трошкови. Ние имаме 800 евра за струја, нас на преработката на кошта воа тоа, а никако не сака да видиме, да оформиме цена. Оти беше черност. Ние џабе беме вчера на тие состанок. Беше черност. Проблемот е иста. Оти черност е како тука што е сега 18,05, 19,08, што било 13 динара. Без стартна. Ние немаме, затоа што винарите се, како да кажам, организирани и сега што ќе се деси? За 3 дена кога ќе почне сега откупот. Ќе се деси, ќе стават некоја шеќерност нивна, 19-20. Нагоре не плаќат. А надоле ти кине по динарипол од шеќерна единица. И тогаш, ако ти излезе гројсто 18, а они ако стават 20, фактички 3 динара ќе ти ги скинат. И тогаш која е договорена цена? Договорена цена се вика оваа што зборувам, таа да биде прикачена, инспекторатот да иде во контрола, да почитува таа цена, а вака во е сега речено одуста. Тоа е одуста, нема виќе на документ ништо. Ние уште пред 3 дена кажахме, доколку министерот виќе званично договорил таа цена што е кажуваат 15-13. Таа е мала цена, пошто 13 денари 80 динара и 80 пари, таа е потврдена од институтот и треба година да влезе во закон. И зошто ли? Затоа што да Смедеревката сме минус динар. На Вранецот од 13,80 само денар имаме печалба. И затоа ја и некои на сите телевизии, на вашата телевизија кажав, доколку виќе таа цена договориле, тогаш треба нас државата да ни даде како дополнителна мерка. И добро е тоа што мора нешто да помогне и државата. Затоа што дополнителна мерка од 3 динара. Али сега вчера министерот дојде и кажа, добро што ја префанале, али 2 динара, али 2 динара е мала. Зошто ли? Сега ќе ви кажам. Затоа што на Смедеревката ќе имаме динар, минус сега динар печалба. На Вранецот ќе имаме 2 динара, 15 од 13 на 15, 2 динара, плюс субвенција 2-4. Тоа се малку пари. И баравме да има субвенции по 3 динара, ама за сите сорти. За Вранец, като ще и за високосортните. И истото тоа го предложи едно момче од Неготино, 40 декара, мислам, лојзе има, и он го предложи тоа истото за да има субвенции. И на сето тоа премиерот му одговори, што барате ви субвенции за високосортните, кога 40 динара гројзе го продавате. Али не е точно тоа, затоа што ние знаеме, најскапото гројзе е 23 динара темениката. Други сите се 16-17. И сека што ќе излезе?
на Вранецот 15, така, плюс 2 денара 17. А вискосортните 17 и 16, фактички тук работят луѓето со чиста загуба. Еве само ќе ви појаснам зошто. Затоа што на вискосортното Вранецот ако раѓа под вода 1500 кг, а вискосортното раѓа од 800 до 1000 кг. Вранецот, ако еден аргатен може од 1500 динара да ти земе дневница, бере 600 кг, 650, 500, а за вискосортното ќе ти набере 300 кг. 300 кг по 5 динара, само бербата, по 5 динара и сега од тие трошок. Кога ќе извадиш од 17, колку излева? 12 динара и 11, а вискосортно. А прават врховски вина, винарите и сега ние, во е моментално сега примири, пошто ние не сме задоволни, али сега кажаме не протестираме, да видиме, право на сега кога ќе почне откупот, да видиме дали винарите ќе почитуваат ваа ланската шичерност. Доколку не ја почитуваат и доколку, го замолувам премиерот, доколку нека се фанат, нека го направат рачунот таму, доколку има средства, али мора и да најдат од некаде. Да на сите да ни дадат по 3 динара плюс 1 денар, да ни дадат и на вискосорните, и на Вранецот, и на картушијата. Зошто ли? Затоа што на винарите му дават, ако рекламира вино во странство. На винарите, ако купат 10 милиона кила повеќе гројзе, 20% на цената му дават. На винарите, виното што го изнесуваат за Германија или било каде во странство, 50% превозот. Ами они зимат 4-5 милиона пари, а сега зошто па нас лозаат? Пошто они се и онака имат, они се бизнисмени, газди.